Почитувани слушатели, почитувани гледачи на ЕСИ Радио, вредовте во ЕСИ Спорт. Денес, како што се најави, гости се ни тренерот и доскорешен селектор на школската репрезентација во шах на слепите и слабовидни лица, господина Трајко Недев, и еден од нашите шаховски таленти, Стефан Мелник, за кој имаме доста големи надежи за воиднина. Имаше неколку турнири кои се одржаа сега, така да ќе се осврнеме на нив. Прво, добре дојдовте и благодарам што сте во емисија. Благодарам на поканата. Така. Значи да почнеме прво од Европското епидемично првенство за сите возрасти кој се одржа во Романија за лица со визуелна попреченост. Стефан беше учесник, тренер беше селекторот Недев. Селекторе, како поминаа припремите за Европското? Какви беа вашите очекувања и како излегува резултатите на крајот на Стефан на Европското првенство? Па имавме еден подготвителен период од можеби месец-два пред тоа во таа континуирана работа со Стефан. Во делот на нормално оние недостатоци кои што во играта ги уочувавме во неговите партии, репертоарот на отварање, подобрување на делови од него, нормално со главен акцент на темпирањето на таа форма која што би требало да ја има за самиот настап. Иначе како подготовка за предпартија имавме каква консултација, на кратка повеќе беше тоа она што сме го работеле да се потсетиме со Стефан пред партија онлайн, секако тоа беше една поддршка која што нормално за самите шахисти е важна, чисто при носењето на одлука, што да игра, која варијанта и едно така 15-20 минутно потсетување на она што во таа варијанта како главна поента би требало да се знае за да може за пократко време да поминеме тој дел на отварање и за да може во завршница да има представа кои се основните планови на игра, какви се идеите и варијантите, и тоа беше она што би го работевме со Стефан пред партија. Во однос на првенство, како поминавте таму, како сте задоволни од настапот? Па ако треба јас да кажам, сум целосно задоволен со однос на тоа дека ова е така прва година која што со Стефан излегуваме во јавноста со малку поозбилна агенда на турнири. Секако беше поврзани 3 настапи, почетокот со ова Европското, после тоа со настапот на Второлига за екипата на Нулти Есенси, после тоа продолживме со државното првенство. Во делот на Европското првенство може да се каже дека ова е еден најсилниот турнир кој што го имаат слепите и слабовидни шахисти, а тоа е турнир каде што играат најдобрите 63 учесници од Европа. Тоа значи 22 земји со своите најдобри представници играат во сениорска конкуренција, значи може да играат од 7 до 77, или тоа кажано секој може да учествува на него. Делбата на 10-то место во една ваква конкуренција, при тоа да знаеме дека Стефан стартуваше како 51 според категоризацијата на неговиот рейтинг, представува еден огромен скок за 47 место и самиот податок дека плюс 131 поен рейтинг качивме после овој турнир, само за тоа покажува дека неговите 5,5 поена од 9 кола представуваат еден сериозно добар резултат кој што се надевам во иднина ќе му даде на него поттик и ќе продолжиме со исти темпо да работиме и понатаму. Стефан, честитки за освоеното место, навистина е големо достигнување тако посебно на твоја возраст. Ти работеше, ние се знаеме, те знаеме и од пора на сите турнири на кои учествуваше. Кажи ни како се спремаше, освен со селекторот, какви беа твоите очекувања и едноставно еден твој опис на Европското првенство како млада личност која освои едно високо 10-то место на Европското првенство за сениори. За моите очекувања беше дека јас сакав минимум 50% од можните поени, тоа 4,5 поени да освојам, значи да освојам 5,5 поени е реално долу голем успех според мене. За како беше во текот на турнирот, беше многу стресно, ама сепак беше на некој начин
порелаксирано од другите турнири, затоа што имаш само едно коло на ден и не морав да се мачам повеќе часови во денот да играм долги партии, туку може да се фокусирам на една партија, меѓутоа таа партија беше постресна неголи да речеме други партии во други турнири. Дали запозна некој млади шахисти на твоја возраст на европското, Стефан? Дали оствари некои контакти со кои ќе разменуваш сега мислења, игри и така натаму? Немаше многу млади, не ми текнува еден дали имаше еден или двајца, ама не се дружев многу со нив, туку најмногу што имав контакти е со локалните шахисти, да речем Србија, Бугарија. Да. Селекторе, сега наредни европското сениорско заврши. Наредно кој е на агендата? Дали ќе учествуваме на наредно првенство? Наредно светско првенство за слепи и слабовидни во Црна Гора. Тоа е следната година, мислам беше. Не, оваа година. Оваа година, следната олимпијада. Да, следната олимпијада. Така, супер. Океј, потоа продолживме за втора лига во Дрим, што се одржа во Струга. Таму како помина и потоа како помина нели на државното за лице со визуална опреченост во Конгрес центар во Охрид. За втора лига играв 3 партии за екипата на Multi Essence. Тие сите 3 ги победив и мислам дека беше многу добар резултат. Влеговме во прва лига, што е голем успех. За првенството во Конгресен центар за слепи и слабовидни државно освоив 4-то место, меѓутоа бев многу блиску до прво или второ место, бидејќи првиот имаше 6,5 бода, а вториот, трети и четвртиот имавме сите 6 бода. Освен тоа, мислам дека играв окей, ама имав шанси во повеќе партии да извојам повеќе подобар резултат. Селектор, бевте ли присутни вие во Дрим во Струга? Како сте задоволни од тоа првенство? И како тренер на Стефан, какви се вашите очекувања и замисли за наредниот период кој што следува? Ја бев капитан на екипата на Multi Essence и при самиот формат на составување и играњето на претходно третата лига или квалификациите за втора лига, имавме запознавање со кадрот на деца и млади шахисти кои што Multi Essence како екипа ќе го има. Во нив секако еден од главните столови и Стефан Мелник. Играњето на екипните шампионати секогаш носат свој предизвик, нормално дека никогаш сите играчи не може да имаат идеална форма, но работата на капитенот и тренерот е да го увиде тој момент кога некој од играчите нели губат енергија, мотивација, можеби малку замор, па да ги изваде во тој меч, да пушта некој посвеж играч и да нормално по стил на игра на противникот не му одговара. Ние во тоа успеавме да го постигнеме. Од трета лига се пласирахме во втора и сега во Дрим од втора во прва. Во тој мој план секако дека Стефан имаше една главна улога во тие некои главни мечеви кога се решаваше, го ставав, затоа што имам торба во него, а и самиот тој, што е многу важно, изразуваше желба дека сака да игра. При мене тоа е еден од важните елементи, самиот да се чувствува спремен и да ги нема оние стравови од настап кои што обично се појавуваат кај помладата категорија. И така, важно е дека преку овој пример на Стефан ние треба да покажеме и докажеме како и каде треба да се инвестира во младите во Македонија во шахот, не само за слепи и слабовидни, него општо за сите видови на шахисти. Да преку овој пример, со поддршка на настапи, со поддршка на тренерска работа, со поддршка на кампови, ние како шаховска држава или како федерација на слепи и без разлика и на шахска федерација, мораме да го фатиме поентот дека во секој момент имаме овакви млади таленти како што е Стефан и потребно е да тие во времето кога е неопходен нивна поддршка за развој, да најдеме средства, да најдеме буџети, да ги помогнеме и да ги поддржиме, да не очекуваме дека резултатите ќе дојдат сами по себе.
Сето е тоа еден процес во кој што треба и време, треба и нормално и средства. Во тој дел Стефан имаше таа среќа да одредена компанија или клуб го препозна таа негов потенцијал, го тоа, нели, заедно со неговата федерација пробавме да најдеме заеднички јазик, да тоа преку различни страни го направиме да се овозможи. Се надевам дека ќе продолжиме во тој дел и со наредниот настап што го спомни самиот Стефан за светското првенство, да се обезбедат на времено средства, да има време да се подготви онака како што треба и да се надеваме дека ќе постигнеме и таму добри резултати. Кога се одржува светското првенство? Кога е датата на планиране? 25 октомври, мислам. Да, значи имате време за припреми и да се организираат. Од Македонија колку имаме представници? Представниците обично зависат од буџетот кој што ќе, пошто е отворено првенство и може да учествуваат апсолутно без, да речем, бесконечно, нормално. Најдобрите се разбира дека таа бројка не е бесконечна, но се зависи од фондот на средства. Например, би било добро ако нормално мене некој ме прашува да оние кои што се столбот на репрезентацијата во слепи и слабовидни лица, оние кои што се млади и сакаат во иднина да бидат костурот на таа екипа, да бидат поддржани за настап на едни вакви силни турнири, кои што не само преку играта, него и процесот на подготовка, нормално тој турнирски режим на играње на такви силни турнири, ја прави и самата екипа и репрезентација на Македонија многу посилна. Така да би апелирал до оние надлежните, дали е тоа Министерството, дали е тоа Федерацијата за слепи и слабовидни, дали е тоа Шаховска федерација без разлика, да вложат напори да во сите овие категории младите и талентирани играчи кои што се исто така и столб на репрезентацијата ги поддржат во нивните настапи. Така. Како селектор се знаеме подолго и претходно и како тренер и сега пак како тренер, со како вие ги прилагодувате ова прашање за нашата поширока публика, затоа што имаме интерес во последно време и од институции и од поединци кои што не се лица со визуелна опреченост, кои не се вметнати во тие процеси. Вие како професионалец, кошарски професионалец, како ги прилагодувате вашите наставни методи за играчи со различни способности кои што се лицата со оштетен вид и кои уникатни предизвици се вие соочувате во тој процес? Така, сега зборуваме за ниво на шахисти кои што јас работам, тоа е ниво кои што се најдобрите од нивната категорија. Значи, разликата во работата со почетници е сосема друг процес. Во овој дел во кој што ќе зборувам сега, тоа е работа и тренинг методи за работа со секако оние најдобрите. Најважниот елемент е секако мотивацијата. Зошто? Голем дел од шахисти имаат нормално психолошки проблеми затоа што можеби нешто ќе заборават, можеби нешто ги страда не ќе превидат, нешто да не. Тој страв кај нив е секако поголем и тука станува збор степенот на мотивацијата може да го покрие тој елемент на страв и самите тренинзи, кампови, таа сигурноста во себе со играњето на тие припремни кампови каде што играат меѓу себе, ја уочува својата сила, свесен е за своите способности, се намалува тој степен на стрес и со самото тоа поточно ја има сликата во глава. Визуализацијата и памтењето на онаа сликата во главата кој што е процес кој што постојано го има во шахот е еден важен елемент. Визуализацијата и тренирањето на решавањето на позициите секако на слепо е кај нив играњето на партии секако. Во процесот на теоретскиот дел, да речеме, ние користиме со нив веќе подолг ред на години снимање на аудио материјали како теоретски дел на подготовката, кој што после тоа пред партија или нормално дома за време на процесот на самозавршување, овие шахисти можат тој дел да си го самите повторат и да во некој дел ако нешто не запамтиле да си на тие снимачи си вратат назад, во кој момент не му е јасно, па после тоа да се тоа пак репродуцира неколку пати, значи снимаме материјали, правиме датотеки од USB, оние што до сега беа во репрезентација веќе сите имаат по едно USB од неколку гига, каде што имаме материјали од сите кампови кои што до сега сме ги имале како федерација и спортска федерација на слепи, зборам за делот на репрезентативците. Тоа е тој процес нормално, кај нив најголема улога има онаа мотивацијата и колку тие во тој момент се онака опуштени, самиот Стефан кажа, например, кај него дополнително представува терет кога ја знае дека има две партии на ден.
во турнири каде што има по една партија на ден, тоа е малку по-релаксирана ситуација, нема брзање ниту за јадење, ниту за партија, така да тој комфорт на игра му дава на нив и подобар квалитет на игра. Исто така, времето со кое што се игра, например, сега последниве години, трајањето на една партија постојано се скратува. Значи сега играме 90 минути со 30 секунди со додавање, претходно беше тоа 90 минути со 30 секунди на секој потек, но и стои половина час после 40 потек. Тие темпа за нив се најдобри заради тоа што комфортот и она смиреност на играчите, односно да уживаат во играта, е мислам најглавната компонента кај слепите и слабовидните, и да не дојдеме до ситуација да тој дојде во цајтно, па сега тука се стресови дали ќе ги одигра доволно потезите, дали ќе удри на саат, дали ќе го снеме потегот, да се избегнуваат тие стресни ситуации кај нив е многу важен елемент. И затоа мислам дека темпата за игра колку се подолги за нив, имаат и поквалитетни партии и секако подобро чувство за да не бидат во стресна ситуација. Што мислите, кои се најважни вештини и квалитети за да ги развие млад шахист? Па, ако збориме за слепи и слабовидни играчи, тоа е повторување на материјали кои што ги имаме ние како федерација снимени. Второ, играњето на партии. Што повеќе партии, толку е поважно да, нели, она што викаме ние сликата во школската табла во главата да му биде точно. Да, ако кажам поле Г7, да знае тоа која боја. Бојата на таблата е секако важна. Она анотација која што кај нив е на германски, но без разлика. Ние ја имаме како табла од 64 полиња, црно-бели, на секое поле знаеме која фигура може да оди. Кај Стефан и самиот е свесен дека ако му кажам C4, тој знае дека е бело поле, може би му е поврзано заради лоецство D1, може му е поврзано заради италијанска варијанта. Ако ме прашат мене поле G7, кај мене е врзано заради Кралева Индија со лоец на G7. Секој си формира слики или оние шеми на меморирање на таблата и тоа оде со игра, тоа оде со анализа, и колку повеќе има пракса и игра, толку е подобра таа слика и помалку постоја можност да нешто викаме нешто превиди, односно некоја фигура не ја запамти дека стои на едно поле, а таа е на друго. Тоа е праксата најмногу го прави кај нив. Да. Стефан, ќе споделиш ли со нас кога започна ти да играш шах и кои стилови на игра најмногу ги практикуваш? Да, за кога започнав има два одговори. За кога започнав да играм турнирски шах, тоа би било почетокот на април 2022 година. Кога научив и почнав да играм шах, тоа бев 6 години, многу мал бев. За стилови на игра, би рекол најмногу практикувам да напаѓам и така таму се чувствувам најкомфортно. Значи, напаѓачки шах. Да. Имаш ли некои инспирации или примери или шахисти кои ти се инспирација од светот на шахот? И кој совет би им дал ти на други млади играчи, особено на оние со попреченост кои сакаат да се занимаваат со шах? За некаков идол, мислам дека партиите, да речем, на Талј се многу убави, ме инспирираат секогаш кога ги видам. Партиите, да речем, за стил, за препораки на други млади шахисти, јас би рекол пробај да играш што повеќе партии што можеш, бидејќи така најдобро практично учиш така, неголи само на тренинг, бидејќи преку партиите се согледуваат твоите слабости и се согледуваат твоите јаки страни. Така е, праксата е секогаш на прво. Се сложуваме, професоре, не? Да, секако. Така. Јас сакам да се благодарам што бевте гости, ни измина времењето точно 30 минути на ЕСИ Спорт и со нетрпение го очекуваме светското првенство во Црна Гора, кое што секој ќе го следиме како во живо, така ќе имаме една ваква убава репортажа после него. Ви благодарам и на двајца. Да, јас сакам да искористам исто можноста да ја честитаме титулата на Филип Арсов како нов државен првак во категоријата за слепи и слабовидни и секако добрите резултати на вториот Чопанов, третиот
Зоран Костадиновски и четвртиот Стефан, кој што ни е заедно со нас вечер. Да, и ние И ви благодарам вас на емисијава за популаризација на шахот кај слепите и слабовидни, кој што е еден важен потек и анимација на јавноста. Говорам уште еднаш, ще искористиме таа најава на селекторот за следната емисија на ЕСИ Спорт, која што претходното беше посветена на квалификациите, а наредната недела ќе посветиме на финалето кој се одржа во Конгресен центар во Охрид, каде што шахистите добија нов државен првак во името на Филип Арсов. Ви благодарам.